Пешачење низ остатоци од зимскиот снег низ високопланински пасишта, водопади, извори и реки. 400 планинари од Македонија и странство годинава учествуваа на меморијалниот поход Марко Илиевски 2012, чија цел беше Лешница, живописна местност во најдлабоките и најоддалечените пазови на Шар планина. Планинарите тргнаа од туристичкиот центар Попова шапка и за неполни 4 часа низ падините на ски патеката Церипаши на живописниот Јелак, по патека долга 20 на километри пристигнаа до Лешница, област сместена на 1500 метри надморска височина, која изобилува со глорисна букова и друга мешана шума. Ова убава гледка уште повеќе ги надополни с големи и онака убавите впечатоци на планинарите, кои уживаа во недопрениот Шарпланински масив. Само иницијативно доаѓаме друштво, од 17 души сме комплетирани, со свој превоз ја доаѓаме. Многу убаво поминаме, напорно е многу, за напорно и долго. 20 километри во еден правец? И во друг правец, меѓутоа тие убавини што ги видовме и тој кејф што го доживеаме, стварно вреди. А прекрасно беше, организацијата беше одлична, вредеше трудот за ова убавина, навистина прекрасно, еве има и некои цвеќиња собрано, кои што се од ендемски тип, така, само на овој простор и никаде на друго место. Успеавме да не однесе нашиот водеч до Чилото, каде што не почастија со кисело млеко, беше исто фантастично, мирни луѓе, притоми, прекрасен крај. Покрај богатата флора, овој предел изобилува и со голем број на диви животни, кои како место на живење ги користат така наречените лешнички карпи. Низ оваа местност поминува и најголемата тетовска река Пена, а се гледа и невисоката точка на Шар планина Титов врв. Целиот овој амбиент, надополнет со звуците на кавалот, секој посетител го оставаат без зборови. На целта меѓу првите пристигна и неколкумина странски планинари, кои беа воодушевени од бисерните убавени на оваа планина. Ова ми е втор пат веќе да планинарам. Со оглед на тоа дека сум од Тетово, нели по потекло, а инаку живеам во Финска. Можам да кажам дека оваа воздушна бања ја немаме во Европа или во Финска конкретно, макар што природата овдека е од поинаква конфигурација, ова не се пропушта. Јас сум од Кюстендил, Бугарија. Се е преубаво на овие предели. Низ пешачењето се освежувавме со сочни планински јаготки, собиравме и цвеќиња. Овде во јули некаде пешачевме низ снег, кој се уште го има на овие високи предели. Даже срещнахме еден пастир. Ми допада, многу е красиво. Сум планинарел и на други планини во Република Македонија. Вакви убави предели никаде на друго место не сум видел. Затоа повторно ќе дојдам на Шар планина, не само како планинар, туку и како турист. Инаку оваа традиционална манифестација се одржува во знак на сеќавање и почит кон истакнатиот спортски и просветен работник, алпинист и планинар Марко Илиевски, каде учествува и неговите потомци. Главната причина за моето доаѓање на овие походи се да продолжам на некој начин постапките на мојот дедо, кој што како што знаете била многу истакната личност во овој град. Значи денеска како што гледате има многу учесници на овој поход, што е во секој случај добар показател дека младите луѓе ги почитуваат заслугите на постарите луѓе кои многу придонеле за културата во нашиот град. Оваа традиционална манифестација е 17-та поред во организација на планинарскиот клуб Тетек со Тетово.